Втората операција на хранопроводот, која на Зорица Лелекова од Кочани треба да ја го спаси животот и да функционира и да се храни нормално, треба да биде изведена на 15 јануари од врвни стручни лекари во Белград. Операцијата чини 12.000 евра. По пат на донации од хумани луѓе од државата и странство, Лелекови собрале 8.000 евра. Откако и Канал 8 излезе во пресрет на Зорица за собирање на средства за потребната операција, која живот значи за Лелекова, позитивно се одзваа хумани луѓе кои донираа одредени финансиски средства. Лелекова ја спомена фирмата Доел Бозаджиеви од Горни Подлог, чиј собственик сам ја побара сметката за донации за Зорица. Лелекова бара помош и од другите хумани луѓе да се јават и да донираат. Јас бев во Белград на 20 декември се изврши една операција на дишните патишта. Сега дишењето ми е многу подобро, меѓутоа се уште не можам да се хранам нормално, се уште се хранам со цевка во цревата и поради тоа е потребна уште една операција да се изврши. Таа е закажана за 15 јануари. Меѓутоа имаме недостаток на финансиски средства. Затоа упатувам меден доколку некој сака и е во можност да ми помогне да ги соберам потребните средства за да можам животот да го продолжам нормално. Инаку пред цела година, откако првично била одбиена, Зорица Лелекова чека одговор од второстепената комисија која треба да одреди дали државата ќе ја плати дел од операцијата во клинички центар во Белград, чии доктори единствено се согласуваат да ја извршат потребната операција на Лелекова и гарантираат за успешноста. Го чекат одговорот од Фондот за здравствено осигурување да се произнесе дали ќе ја покрие дел од трошоците за операцијата. Кога се обратиле за одговор од фондот и рекле дека нејзините документи се изгубени. Зорица, откако имала несреќен случај пред цели 5 години, не може да се храни нормално, туку со цевка која е поврзана директно со стомакот. Зорица и нејзиниот сопруг Лелеков се невработени и во скромни услови за живот обстануваат со своите 2 малолетни деца, кои секојдневно се молат нивната мајка да биде спасена. Хуманите граѓани може да донираат на жиросметките во Македонија и странство.